Ете, се враќаме назад во студио 1, во отворено студио. Претходно ја видовте на јавната шпица за емисијата која започнува вечерва Спорт 1. Настрана од тоа, зошто сме ние во вака поширок состав? Всушност, ова се момците и девојката кои што во иднина можеби ќе ги гледате на некој од на врвот од на некој од институциите. Обично тоа така бидува со оние кои што успешно го прават она што го прават. Со Јана велиме добре дојде за Нинослав Нанков, кој што ја освои првата награда на ораторските вечери Иво Пухан. Благодарам, добро ве најдов. Така, приправниот факултет, потоа Моника Пеичева, која што беше трето место, но ја доби наградата Бранко Ѓорчев за својата интерпретација на... Ви благодарам на поканата. Така, и Стефан Солев, кој што го освои второто место. Благодарам за поканата. Така, Моника инаку третата награда ја подели со Етина Ливарека, меѓутоа, иако стапивме во контакт, не беше во можност да дојде, иако сакавме сите наградени да бидат во ова студио. Ајде да започнеме со она што вчера се случуваше, тоа е ораторската вечер. Ова беше ваш прв настап, еве од дамата може да се каже. Да, апсолутно. Ви благодарам на поканата најпрво. Второ, можам да кажам дека особена чест ми беше што учествував на еден од најактуелните активности како манифестација на нашиот факултет, Правен факултет Јусинијан Први Скопје, што за мене беше особена чест и задоволство што можев да учествувам на таков настан. 22-та ораторска вечер Иво Пухан, која што се одржува секоја година наназад, особено во чест на професорот Иво Пухан, кој што представува и родоначалник на Историско-правната школа во делот на кој што понатаму е промовирана и катедрата. Понатаму можам да кажам дека се подготвувавме подолг така временски период, каде што зема сите активно учество, за да може исходот на крајот да биде успешен. Прв настап беше ова на ораторската, или? За мене, да. Така. За тебе не е прв настап, за тебе Да, четврти, пети. Да, по четврти пат оваа година учествувам на ораторската вечер. Сите четири беа во финале? Сите четири беа во финале, меѓутоа оваа беше победничка. Предходниот пат кога учествував го доби второто место и тогаш јас ја добив наградата за најдобра интерпретација во чест на актерот Бранко Ѓорчев, а овој пат највисокото признание ми припадна мене. Ја погоди темата, дефинитивно. Актуелна тема, актуелна тема. Апсолутно, овој пат во претходните мои настапи беа некои други теми. На една од ораторските што учествував беа зададени две теми, па избиравме од две. А овој пат беше слободна тема и се одлучив за еден стручен говор за нешто што мене искрено ме засега и ми е важно во моментот што се случува во нашата држава и на крајот на криштата тоа го студирам и тоа планирам и да го работам и затоа се одлучив за еден стручен говор оваа година и ете успеав да го освојам најголемиот број гласови и да победата ми припадне мене. Ќе продискутираме и за тоа малку подоцна. Стефан, повели, твој прв настап? Да, и јас бев дебутант оваа година. Со тоа што технички имав едно учество и лани, меѓутоа заврши уште пред да отидам на полуфиналето поради некои мои обврски. Само го напишав говорот, ама никогаш не го изведов ниту пред менторот, ниту дојдов до полуфиналето. А овој пат да, прв пат бев и на полуфиналето, ми беше драго што поминав на финалето и ми беше драго што го освои второто место. Со тоа што јас сум не само дебутант, туку и малку аутсайдер, бидејќи не сум од правниот факултет. Да, ти доаѓаш од економски Многу е интересен моментот, да, и особено ми е, само сакам да го напоменам, особено ми е чест и задоволство и навистина ми е драго што на Стефан му припадна една од трите награди, што освои второ место. Искрено се радувам, бидејќи во целиот процес додека работевме постојано велеше јас сум од економски, ништо не очекувам, прв пат ми е, стварно немам никакви очекувања, сакам само да излезам и да си го кажам говорот, но испадна да и тој биде дел од пиедесталот. Беше ли изненадување за тебе со оглед на тоа што е, како што спомена? Па малку беше, знаете, сепак сум аутсайдер, сепак сум дебутант, така да се изразиме малку. И да, не очекував искрено место, иако јас бев задоволен и од говорот и од изведбата, меѓутоа стварно не знаев што да очекувам.
и благодарност до правниот факултет Јустинијан I што го организираше настанот, што ми даде можност да учествувам и би рекол за правилното судење и така натаму. Дојдов видов освои. На оваа ораторска вечер имаше 10 финалисти од преку 30 пријавени. Процесот на селекција кога го минувавте, тоа обично оди без поголема бука како што е финалето. Да. Очекувавте да се најдете таму? Имаше пријавено, да, како што кажавте, повеќе од 30-тина, меѓутоа така некоја пракса е во ораторската вечер да успатно учесниците и сами се откажуваат. Како јас, минатата година. Не знам од кои причини. Во полуфиналето настапивме 18. Полуфиналето комисијата е присутна, обично нема публика и нема студенти. Имаше малку публика. Да, оваа година имаше околу од 5 до 10 на студенти кои што тој ден беа тука и дојдоа не слуша. Меѓутоа финалето е вистинска свеченост и вистинска манифестација традиционално на нашиот факултет. Значи во полуфинале настапивме 18 и од 18 полуфиналисти 10 бевме финалисти, обично како што милува професорот Бучковски да каже 10 мината величенство. Така, ако твојот Нинослав говор и говорот на Стефан се поврзани со едни така политички случувања, може да кажеме или еви општествени и од судството, ти зборуваш за жената како лидер, жената како потреба на општеството, тема која што се третира со години наназад, меѓутоа инспирацијата за ова доаѓа од? Значи, најпрво, во делот на тоа како почна подготовките за мојот говор, се однесува на тоа дека со мојата менторка, која што сум многу задоволна од нејзе, па затоа и исходот беше успешен, што се здобив со 3-та награда и со награда за најдобра интерпретација. Која што воедно и моја професорка на Правниот факултет по финансово право Александра Максимовска Стојкова. Особено сум задоволна од критериумот на кој што ние го припремавме говорот. Се однесуваше во делот на родовата еднаквост, рамноправноста, во делот на забраната за дискриминација на жената, затоа што иако сме современо општество, се уште постојат такви дискриминации, стереотипи, предрасуди во однос на тоа жената е дискриминирана во однос на машкиот пол. Значи по било кој основ. Тоа и денес, ден денешен постои. Подготвена ли е Македонија за жена председател? Еве и тоа е тема која што медиумите ја третираат аналитичарите. Зошто да не? Мислам дека доколку постои желба, мотив, доминација, успех, труд, мислам дека може да доминира и да ја представува државата. Мислам може да биде председател. Да, и заслужува, мислам, Нанков, ако се земе во обзир целата општествено-политичка ситуација кај нас, нема да биде соодветно прашање ако те запрашам од каде ти паднала нели идејата за еден ваков говор, но ајде малку накратко црни тоги се вика. Ме заинтригира влезот. Нема слобода ако судската власт е зависна од законодавната и од извршната власт. Драги чичковци и тетки во црни тоги, ги заборавивте ли овие зборови на Монтескје? Вака го почнуваш. Да. Ајде малку повеќе твојот апел кон правосудниот систем и едно твое видување, еве како млад човек, за сите оние случувања во кои што сите процеси со судството имаат особено фокус. Вака, Монтескје те ги изговорил тие зборови на тој начин ја ги поделил трите столба во општеството и еве тоа ни се случува и денеска и искрено сериозно не загрижува. Еве лично мене барем ме загрижува. Во реченицата на Монтескје се јасно. Значи судската власт треба да биде три столба имаме на уредување, судска, извршна и законодавна. Судската власт треба да биде апсолутно независна од законодавната и од извршната власт. Треба да биде она контролната функција на овие две. Не обратно. Извршната власт да ја контролира судската власт. Судската власт е онаа која што треба да ја контролира извршната власт и законодавната, да ги поставува нели нормите и прописите
по кои што ние сите треба да се водиме и да се придржуваме. Во овој момент малку сме ние по тоа прашање изместени од шините. Контролата и спроведувањето имаат обратно пропорционално се поставени. Добро. Солев, ти ќе кажеш, односно темата е сонце на залез, спира и во мраз. Токму така малку поетска, како што му приликува на еден говор што е напишан во стих. Добро, инспирацијата? Па инспирацијата веројатно беше испровоциран, бидејќи овој говор не е напишан сега, овој говор всушност првата верзија, така да речем, непрочистената верзија, напишана уште во август. Значи тоа се работи за периодот кога бевме нели во екот на кампањата за договорот за нели Европската унија и НАТО и така натаму. И некако ми испровоцира ниското ниво на кое се водеше целата кампања. Некако ми се чинеше дека ми ја навредува интелигенцијата не само мене како човек, туку општо на народот. И затоа е напишан на таа тема. Меѓутоа сепак сакав да не биде, не сакав говорот да биде чисто за договорот, бидејќи мислам дека веќе ни преседна на нас како држава веќе за договорот, мислам дека повеќе од се е кажано и секој веќе си го има својот став, дали е добар, дали е лош, зошто е добар, зошто е лош. Јас сметам дека не е толку добар колку што можеше да биде, меѓутоа тоа не е темата на говорот, тоа не е целта што сакав да ја изнесам, иако гледам дека некои така пренесуваат. Меѓутоа, она што јас сакав да кажам е да се побунам против онаа теза која цело време тврди, не само сега, туку уназад од кога јас барем знам, јас сум малку помлад од нашава држава, дека само заради името ние сме овде каде што сме, дека само заради блокадата од Грција, од Бугарија и така натаму, нашето општество е на ова ниво на кое во моментов се наоѓа. А всушност вината е во? Вината е во самите нас. Не можеме да речеме дека дури ни политичарите ни се виновни, бидејќи политичарите се одраз на народот. Не можеме ние да бараме дека политичарите ќе ни бидат генијалци или дека ќе отстапуваат од нормата многу. Тие ќе бидат нашиот просек, тие се наш одраз. Ние ги гласаме на крајот на криштата. Тие доаѓаат од нашите редови. Доколку ние имавме механизми да ги контролираме, ќе ги контролиравме, тие немаше да се однесуваат вака како што се однесуваат. Така, Стефан, кога разговарате, велиш говорот е напишан некаде во август, презентиран е сега, дури во декември. Со доста корекции. Твои лични корекции, предпоставувам. Корекции мои лични од содржинска природа, од техничка природа секако од менторката, професорката Петрушевска, на кој се заблагодарувам, на сите други професори кои беа во комисијата и секако на актерот Дејан Лилич, на кој мислам дека сите му должиме голема благодарност. Да, тој е редовен. Така да, секоја година да работи со финалистите во насока на интерпретација и на она изнесување на говорот, а со менторите работиме содржински, лексички, технички, како би најдобро изгледал говорот. Да, беше и покоен Ѓорчев прилично вмешан во помагањето на студентите. Меѓутоа, многу важно е исто да се напомене она што го спомна Стефан и вие што го прашавте за корекциите. Многу важна работа е што на ораторската вечер не се бега од содржината и од поентата и целта што сака студентот да ја пренесе. Нема цензура на темата. Нема цензура, се додека тоа не е нешто навредливо или нешто што не доликува на институцијата во која што се случува настанот и поводот по кој што се случува настанот. Значи, во насока на тоа што студентот сака да го пренесе има максимална слобода, меѓутоа тука си нели професорите да лексички, содржински тоа го ишмирглаат добро за да биде онакво какво што и беше вчера вечер. Така, само да не ми избегам мислата која што и прашањето кое што го имав кон Стефан, а и кон вас двајца дополнително, бидејќи нели како академски граѓани би требало најнормално да разговараме со нашите колеги студенти во таа насока. Твојот говор, кој што велиш не е фокусиран нели на Преспанскиот договор, меѓутоа е барем земан како еден вид на правец низ кој што ја представуваш реалноста. Точка на говор. Колку често
влегувате, ова е надвор од прашањата за содржината на говорот, колку често со вашите колеги, со вашите пријатели и другари влегувате во еден конфликт на поврзан со политиката и политичките партии, што би се рекло, бидејќи во јавноста и важи дека општеството наше е исполитизирано. Ние отруени сме од политика. Мислам дека кај нас таа дискусија, таа дебата е честа. Без разлика дали кај помлади, дали кај постари. Да. Меѓутоа Не значи дека е нездрава. Таа е здрава, меѓутоа на каков начин се одвива? одвива? Сите пори на општеството, меѓутоа она што е највеќе загрижувачки, барем за мене, меѓутоа мислам дека сите треба за тоа да се подзамислиме, е што нема веќе дискусија кој е подобар, кој е полош, која идеја треба да ја испробаме, која идеја не чини. Веќе дискусијата се сведува само на една огромна разочараност, само на еден огромен дефетизам, би рекол, од кој од најмлади до најстари. Веќе нема дури ни она традиционално политичко навивање на оние партиското членство, веќе и тоа, барем мој впечаток е, не мора да значи дека е точен. Мислам дека веќе и тој се намалува на сметка на ова погубен некаков став што ние го имаме, кој делно е веројатно точен и има причини зошто се вкоренил веќе во општеството. Моника Нинослав, нешто околу ова? Како еве младите, што рече Чаловски, академските граѓани можеби гледаат колку всушност дискутираат и дали доволно дискутираат за општествено значајни теми, вашите мислења и ставови ги споделивте еве можеби преку вашите говори и одредени пораки. Меѓутоа личните искуства. Моника? Па мислам дека моето мислење во однос на тоа прашање е дека се повеќе има зачестеност во однос на тоа и поголем процентот каде што македонската популација се внесува во такви дискусии, дебати, јавни настани каде што може да го искажат својот став, значи слободни се, бидејќи загарантирано е правото на слободно изразување, значи на секој човек, поединец, академски граѓанин и слично, така што слободно може да се изразува и да го заземе својот став, затоа нема да биде ограничен или пак не знам во смисла на тоа дека ќе се однесува дека ќе биде, како да кажам, во кој однос, добро да, меѓутоа мене повеќе прашањето ми беше она што Стефан претходно го напомена. Се добива ли впечаток, еве не мора само за политичарите да зборуваме, дека навистина бидејќи често го слушам ово, особено од млади лица, дека еве и политичарите и политичките структури ни ја вреѓаат интелигенцијата, односно навредуваат интелигенцијата, особено на младите, можеби меѓутоа и на сите граѓани. Видете, ако можам да додадам, кај нас е истот голем проблем што ние секоја теза, секој став си го идентификуваме со политичката партија. Дури некој што не е член, дури некој што не го познаваме, ако изнесе став што ја одговара на едната или на другата партија во тој момент, секогаш го идентификуваме со таа партија, со челникот на таа партија и така натаму. И тоа е, мислам дека едно многу примитивно ниво на дебата и мислам дека заради тоа никогаш не одиме на некои повисоки идеолошки дискусии, принципиелни дискусии, секогаш се сведуваме на тоа кој го искажал ставот, дали тој бил професор, дали бил студент, на која политичка партија припаѓал, не знам колку дипломи имал, колку му бил IQ-то и така натаму. И ако сакаме да го искорениме тоа, бидејќи веројатно негде нема причина зашто ова постои. Добро, мислам дека тоа веќе станува и веќе мислам дека станува еден светски тренд кај што рововски се поделени ставовите и никој не сака да ги чуе спротивставените мислења, иако викаме нели либерален свет, граѓански права, слобода на говор, меѓутоа некако се повеќе си се мислам дека и социјалните медиуми во тоа допринесува, си се ставаме во наши ровови, во наши бункери, слушаме само мислења што нас не одговараат, не спротивставени. И во таков случај не можеме да имаме ниту дебата, ниту еволуција на мислењата. За искоренување, јас ќе го цитирам Стефан, има една многу добра реченица, нов менталитет е она што ни е очајно потребно. Да, не го пред крајот. Единствено кога ќе си зацртаме во глава што како треба да биде, тогаш значи дискусиите се потребни и
и треба да се прават и се позитивни и продуктивни, се додека не навлезат во лични навреди и во недискутирање на тема, туку навредување лично еден спрема друг. Конкретно на нашиот факултет такви дискусии, дебати има и нас и поради професијата ни е потребно да ги има, затоа што сме имале предавања по предмети каде што налагаат да се спомене одредена политичка ситуација која што се случува или одреден судски процес или одредена одлука која што во собранието се дискутира. Така што добри се, јас искрено сум ги имал, сме ги имали на факултет, добри се и треба да се случуваат и мислам дека се една многу добра алатка и еден начин за да се направат промени во општеството на глобално ниво. Во смисла на тоа што го кажа и Стефан дека е на едно ниско ниво сега тоа сведено, јас повторно ќе повторам, единствено само ние самите и менталитетот, значи јас, едни од другиот, сите како целина да си го зацртаме во глава тоа што треба да се однесуваме онака како што треба да бидат работите. Јас би додал само дека треба да научиме почесто да слушаме. Апсолутно. Така, во твојот говор велиш, барем ова е при крајот некаде на говорот, нема почеток на преговорите со Европската Унија без независно судство. А тоа значи, престанете со политички и судски процеси, овозможете транспарентно назначување и унапредување на судиите, исклучиво според мерит системот или системот на заслуги, конституирајте објективен и самостоен судски совет. Направете го тоа веднаш. Ова е од обсервација на она што се случува во реалноста во Македонија. Да. Значи, сите овие работи што ги наведов, што ги изговорив дека треба да се направат, кај нас во моментов се случува обратното. Ова се поврзува исто со првата реченица која што ја прочита вашата колешка на почетокот. Што значи реченицата нема слобода ако судската власт е зависна од законодавната и од извршната власт? Еве во екот на случувањата нели со Европската Унија, ова е една многу битна точка и поента која што ние мора да ја сработиме доследно и да ја извршиме доследно, за да можеме да бидеме на исто рамниште со членките што се таму и со нели во понатаму во говорот има само така можеме да ги оствариме европските правни вредности. Значи стабилна правна држава каде што нели на крајот максимата на Улпијан, каде што честно ќе се живее, нема да му се штети на друг и секому ќе му се даде она што му припаѓа. Во мојот говор конкретно, во правниот систем, секој кој што заслужува некое право и го побарал тоа право, на најможен транспарентен начин ќе му се овозможи, ќе му се даде тоа што му припаѓа. И мислам дека овие поенти што ги наведов во говорот се исклучително важни и сите кои што го слушнаа мојот говор, а се на тие позиции каде што можат да одлучуваат, им порачувам сериозно да се запрашаат во која фаза е ова и сериозно да поработат на тоа да што побрзо ги оствариме тие вредности, за да нели ако ни е тоа целта да можеме што поскоро да се доближиме таму. Мислам дека сериозно треба да ги разгледат сите препораки од сите говори. Апсолутно, да. Затоа што конкретно зборевме за мојот и тоа го наведов. Иначе ти цитирав на почетокот, така што апсолутно без сомнение. Не само на нас тројца тука, буквално на сите што беа во финалето. Сите има од различни аспекти. Да, имаше различни аспекти. Да речеме истата тема, а тоа е темата каква е ситуацијата во државава со тоа што имаше и некој. Годинава беше анализирана нашата држава од многу различни аспекти, секој со своето гледиште и секој со својата она што најмногу го засега. Моника, наградата за интерпретација Бранко Ѓорчев. Посебни припреми, еве ако прашам што е она што Моника ја издвојуваше од другите за да ја добие ова награда или ова признание? Па, сметам дека беше добра оценката, значи сигурно беше добра одлуката на менторите каде што сигурно има тешка задача за да одлучат на кого ќе му доделат наградата за најдобар глас и најдобра интерпретација, така да сметам дека е правилно. Заслужено. Јас имам уште едно прашање за твојата тема. Има ли жени лидери според тебе во Македонија, во таа вистинска смисла на зборот, барем ти што ја опишуваш?
И еве едно твое видување, онака општо, што е потребно повеќе на македонската жена во овој однос и како мислиш дека жените во Република Македонија, па и можеби глобално се справуваат со сите оние обврски? Работа, професионална кариера, семејство, буквално еден столб. Па сметам дека жената е столбот во семејството, во бизнисот, предприемништвото. Значи во сите сфери во општествената заедница сметам дека жената е темел. Значи таа е символ на сите семејни вредности, како што имам во некои од моите реченици од мојот говор. Така што сметам дека жената зема голема жртва, залог, за разлика од мажите, не дискриминирам, него... Да, за тоа те прашав, забележав некои такви реченици во овој однос, повеле. Мислам дека можеби за некои звучи многу феминистички, но сметам дека жената е навистина темелот, од каде што ги црпи своите основи. Значи, уште од мало девојче таа представува тоа. Не, уште самиот почеток на говорот, именно прекрасно отварање, кој што вели, најпрво куклите учев да ги ранам, па потоа петките во свидетелство да ги редам, а сега се борам за престижно работно место, ама како жена. Не до поимот жена, туку до зборот ама и зошто е тоа така. Одлична дилема врз која што секако треба уште многу да се зборува, уште многу да се работи за целосна родова еднаквост во нашето барем општество и на Балканот, па и во светот. Да, мислам дека треба веќе да го завршуваме овој разговор, иако морам да признам, брзо ни помина времето. Одлично, мислам дека опативме барем еден дел од се она што... Јас само би додал дека убаво е вашите говори да можете, не знам всушност дали го направивте тоа, ама да ги имате целосни на вашите барем профили на социјалните мрежи за секој оној кој што сака да ги слушна овие пораки, да може да ги прочита токму таму. Да, па веќе ги има од порталот Академик МК побараа да ги објават, исто од Радио МОВ. Мислам и од Ке бидат достапни, Да, ќе бидат, значи, супер. Така да се достапни и сите можат да прочитаат за што сме говореле и да доколку нешто подетално ги интересира, ги има интегрално пренесени. Јас се надевам дека вашите пораки ќе стигнат не само до целата македонска јавност, туку и до оние што се наменети во секој случај. Уште еднаш ви честитаме за... Следната година ќе се пријавувате, ќе настапувате пак? Има време, ќе размислиме. Има време. Јас конкретно би сакал затоа што тоа таму што се случува е на вистинска магија и едноставно кога ќе навлезе во тебе тоа и трае секогаш чувството е ново и одново сакаш да си на говорницата и да зборуваш гласно за она што те засега. Во секој случај има капно искуство. Да. Одлична поента. Затоа и рековме за да завршиме за крај. Дека може ќе ги гледаме како оратори во институциите, тоа е. Да. Добро, и почитувани, веќе време, како што кажавме, да го затвориме овој попладневен дел од отвореното студио 1 со бар според нас едни одлични гости. Верувам дека го задржавме вашето внимание и сега следува најзабавниот дел. Почнува со возење со Вучиќ, па потоа се ексклузивците и секако Сергеј Варошлија и веќе вечерниот термин, домаќинот на денот, Јадранка Костова со исто така интересни теми, дебати и гости. Пријатно.